Топло, удобно, ефтино, лесно и чисто. Најпрактично решение за пријатна атмосфера во вашиот дом. Камини на пелети и котли за парно. Произведува Милкус Охрид. Најави за содржината на дневникот. Апел до градоначалниците од Западна Македонија да се координираат во очекување на новиот снежен бран. Алтернативната медицина добива законска рамка. Струшкиот градоначалник го раскина договорот со старите и ангажираше нови фирми за расчистување на снегот. Македонија дел од 52 земји кои според престижниот New York Times треба да се посетат годинава. Франција и понатаму во опасност од напади. Сепак утре во Париз европските лидери ќе маршираат за единство. Започнуваме веднаш по временската прогноза. Останете со нас. Данкат ви донесува Метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме умерено облачно време со сончеви периоди. Беше изменена максимална дневна температура од 6 степени Целзиусови. Дуваше засилен ветер од западен правец со брзина која достигнуваше и до 26 км на час. Во недела во централна, источна, северна и североисточна Европа, како и делови од Балканот, ќе биде облачно со врнежи од снег. Врнежи од дожд се очекуваат во северните делови од Велика Британија, Бенелукс и понекаде на Балканскиот и Апенинскиот полуостров. Претежно сончево ќе биде само во Франција и Пиренејскиот полуостров. Дневните температури од -1 степен во Осло и Москва до 17 степени во Рим. На Балканот ќе биде умерено облачно со врнежи од дожд, кои во попладневните и вечерните часови ќе преминат во врнежи од снег. На југот полуостровот ќе биде претежно сончево со локална облачност и потопла. Дневните температури ќе се движат од 5 до 13 степени. Во недела во утринските часови во Македонија ќе има појава на магла. Во текот на денот ќе биде претежно сончево со локална облачност. Во вечерните часови ќе има продорна влажна и студена воздушна маса која ќе услови со врнежи од дожд и снег, а над 500 метри со врнежи од снег. Во текот на ноќта врнежи од снег се очекуваат и во пониските предели. Во Западна Македонија ќе дува засилен југозападен и западен ветар кој ќе достигне брзина и до 30 км на час. Утринските температури ќе се движат од -5 до 3 степени, а максималните дневни температури ќе достигнат до 4, односно до 12 степени. Во Скопје во утринските часови ќе имаме појава на магла. Во текот на денот облачно време. Во вечерните часови и во текот на ноќта пак се очекуваат врнежи од дожд и снег. Утринската температура од -1 степен, а максималната дневна температура ќе достигне до 8 степени Целзиусови. Во Охрид во недела во утринските часови со услови за појава на слаба магла. Преку ден ќе биде претежно сончево со локална облачност. Доцна попладне ќе следи на облачување и продорна студена и влажна воздушна маса, која во вечерните часови ќе услови со врнежи од дожд и снег, а во текот на ноќта и само од снег. Ќе дува засилен југозападен ветер. Утринската температура од -1 степен, а максималната дневна температура до 8 степени Целзиусови. Во понеделник не очекува претежно облачно време со услови за врнежи од дожд и снег. Утринската температура од -4 степени, а максималната дневна температура ќе достигне до 3 степени Целзиусови. Во вторник, среда и четврток не очекуваат ниски утрински температури од -8 до -6 степени, а максималните дневни ќе се движат во интервалот од 2 до 6 степени Целзиусови и времето ќе биде претежно сончево. Гледавте Метео во соработка со Екошпар. Ти
најдобро го познаваш твојот крај, а тој е интересен за туристите. Поведи ги, покажи им ги патеките, раскажи им ги на интересните легенди и приказни. Помогни им на нив, а и себе си. Тоа може да биде твојот нов бизнис. Обиди се. Алтернативен туризам. За тебе, за сите. Летра дизајн. Проверено е. Добро вечер. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Мал број охриѓани уживаат во масажите и терапиите од алтернативната медицина за рехабилитација. Нив повеќе ги практикуваат странските гости кои што доаѓаат во нашиот град. Сите методи и препарати од алтернативната медицина за лекување и рехабилитација ќе добијат законска рамка. Нивните практиканти ќе треба да имат медицинско образование и лиценца, што ќе ја издава посебна комора. Нема некој што не би сакал да направи ароматерапија со употреба на етеричните масла, кои во една капка содржат 2000 цветови, вели Сузана Наумовска, собственичката на салонот за убавина Изида Спа. Таа додава дека со оваа терапија телото за еден час успеваат да го вратат во нормална состојба, дури и кај доста нервозните клиенти. Но охриѓани се уште малку се присутни на третманите од алтернативната медицина, потенцира Наумовска. Морам да кажам дека економската ситуација охриѓани малку ги направи да имаат некаква си линија, да не доаѓаат во салони, затоа што приоритетот сепак се дава на другите работи во животот, но со туристите нема никаков проблем. Поготово тие сите еднаш, два пати неделно. Вие знаете дека скандинавските земји дома сауни имаат, русите, значи тие многу повеќе седат од пропишаните правила кај нас во сауна. Инаку, покрај ароматерапијата, јогата, хомеопатијата, традиционалната кинеска медицина, фитотерапијата, квантната медицина, кинезитерапијата, макробиотиката, акупунктура, фенг шуи и сите други методи на алтернативната медицина кои се практикуваат во земјава, конечно ќе добијат законска рамка. Министерството за здравство подготви посебен предлог закон за комплементарна и алтернативна медицина, кој веќе е во собраниска процедура. Лицата кои ќе ги спроведуваат ваквите методи ќе треба да имаат медицинско образование, специјални студии, курсеви или обуки, а за да можат да работат со пациенти овие лица во рок од 6 месеци, ќе треба да стегнат лиценца која што ќе ја издава посебна комора. Но Моска вели дека едно вакво законско решение ќе даде позитивни ефекти. Че сите кадровски промени се во ред, секоја една терапија што е аплицирање, значи на ботокс, филери, треба да го работи стручно лице доктор, каде што ние треба или да вработиме или да подпишеме, значи некаков си договор со некоја приватна здравствена организација во соработка со нашите инспекцијски служби. Веќе информациите се во тек, што значи дека се што е потребно и треба, со тоа мислам дека ќе се заштитат и сите тие што не работат во услови онака правилни како што треба, стандарди пропишани по закон. Козметиката е риска граница со медицината, така да мислам дека тоа е исправно што треба да се направи. Стандардизација и лиценцирање на се она што треба да се работи. Според предлог законот, доколку некој се обиде да применува алтернативни методи без лиценца и дозвола за работа, ќе биде казнет со глоба од 2.500 до 3.500 евра, а глоба од 4.000 до 20.000 евра ќе биде изречена за самата комора, доколку не ги евидентира сите практиканти во соодветен регистар. Лековите, чевите и другите помагала што ќе ги препишуваат алтернативните лекари кои ќе добијат лиценци нема да бидат покриени од Фондот за здравствено осигурување. Нови фирми задолжени за расчистување на снегот од Струшките улици.
поради непочитување на условите од договорот. Градоначалникот на Струга Зијадин Села го раскина претходниот договор. Според него, тешката ситуација во која се најдоа граѓаните од Струга и околината е во најголема мера поради неодговорноста на двете компании кои првично биле ангажирани да го чистат снегот. Градоначалникот советување до стружани дека ваквата ситуација во иднина нема да се повтори. Струшкиот градоначалник Зијадин Села бара спас од проблемите со снегот со ангажирање на нови фирми за чистење на снегот од улиците. Неговата одлука во најголемите снегови да го раскине договорот со двете фирми кои претходно беа ангажирани да го расчистуваат снегот од струшките улици предизвика големи контроверзии во јавноста. Ваквата одлука тој ја правда тврдејќи дека фирмите не ги испочитувале условите во договорот кој го склучиле со општината. Во него, меѓу другото, стоел и условот овие фирми да започнат со чистење на снегот кога истиот ќе достигне висина од 5 см или во првите 2 часа откако ќе почнат врнежите. Села вели дека ниту еден од овие услови не бил испочитуван. Дополнително, надзорот над ангажираните фирми го информирал градоначалникот дека истите имаат само едно вработено лице за работа со целата механизација. Иако од моја страна процедурата која требаше да се направи све е направена, сега не можам да одговорам за неодговорните луѓе кои си земат тендер и после не си работат. Све што можам да направам во тој случај е да го раскинам договорот и да барам одговорност за да не се случи повеќе. Ама ете за тие тешки денови кои ги има, ако малку може да им олесни тоа, е јавно да им се извинам на граѓаните и да им ветувам дека нема да биде вака. По раскинувањето на договорот, од локалната самоуправа бил консултиран Советот за јавни набавки за правната можност да се објави нов тендер за ангажирање на нова фирма или фирми кои би работеле на расчистување на снегот. Откако добиле зелено светло, од локалната распишале нов тендер и ангажирале нови фирми кои веќе работат на терен. Тие се истите тие фирми кои чиста многу делови на патишта кои не се надлежност на општината. Јас сум свесен дека, ама Македонија пат, вие знаете со каква машинерија е тука. Значи, сите главни делови, раскрсици, кои се надлежност на Македонија пат, се чистени од страна на општината. Потегот од Мислодежда, па све до влезот на Струга, која е надлежност на Македонија пат, а каде што се на 20 километри пат, чистено од страна на општината. Проблематичен е тој дел заради тоа што не е чистен во првата фаза, бидејќи нели мислевме дека ќе го чисти Македонија пат. Кога видовме дека тие не го чистат, ние излеговме на терен и го чиставме толку колку што може да се чисти, бидејќи веќе беше почнато да имаше мразови. Според Села, патиштата кои се во надлежност на општината се во подобра ситуација, но сепак признава дека има проблеми на дел од улиците низ Струга. Нашата камера успеа да регистрира дел од механизацијата на ново ангажираните фирми како се обидува да ги расчисти улиците, но очигледно тоа тешко оди со оглед на фактот дека веќе станува збор за дебел слој на мраз кој потешко се отстранува. За деновиве најавени се нови врнежи од снег кои ќе го зафатат нашиот регион, што најверојатно уште еднаш на тест ја стави подготвеноста на општините Охрид и Струга за справување со зимските услови. Координативното тело донесе неколку мерки во врска со најавите за нов снежен бран, кој се очекува да ја зафати територијата на Република Македонија во текот на утрешниот ден и понеделник. Мерките се донесени на состанокот што денеска се одржа во Министерството за транспорт и врски. Координативното тело во врска со најавите за нов снежен бран кој управата за хидрометеоролошки работи го најави за предстојните 2 дена, апелира до сите граѓани кои планираат да патуваат на патниот правец Скопје-Охрид-Скопје, тоа да го сторат најдоцна утре до раните попладневни часови поради безбедност во сообраќајот. Доколку снежните врнежи бидат со поголем интензитет, Министерството за внатрешни работи ќе донесе забрана за движење на тешки товарни возила и автобуси на патните правци, особено на потегот од Гостивар кон Охрид и обратно. Исто така екипите на МВР ќе ги засилат контролите на тој патен правец во врска со носењето задолжителна зимска опрема и нема да се пропуштаат возила кои нема да ја носат. До градоначалниците пак на општините во западниот дел од Македонија се апелира да ја подигнат мобилизацијата на највисоко ниво, редовно да одржуваат состаноци и да се координираат во врска со акциите кои треба да ги превземат за редовно чистење на патиштата кои се во нивна надлежност. На состанокот е договорено доколку имаат потреба од дополнителни
дополнителна механизација, редовно да се обраќаат до дирекцијата за заштита и спасување која им стои на располагање. На координативното тело е потенцирано дека сите граѓани кои сметаат дека постои опасност по здравието и животот да се јават на бесплатниот број 195 на Центарот за управување со кризи, кој е достапен 24 часа. Исто така сите возачи доколку имаат проблеми на патот да се јавуваат на бесплатниот број 196 на Автомотосојузот на Македонија, кој исто така е достапен 24 часа. Според прогнозите на Управата за хидрометеоролошки работи се очекуваат интензивни врнежи од снег, посебно во делот на Западна Македонија во текот на ноќта во недела па се до понеделник попладне. Секторот за комунален развој, сообраќај и улици при општина Охрид започна со санирање на штетите од снежното невреме што пред 2 недели ја зафати територијата на општина Охрид. Во акцијата најпрво ќе бидат отстранети паднатите и целосно уништени електрични столбови и кабли, кои ќе бидат заменети со нови или ќе се репарираат. Во вториот дел од акцијата ќе бидат заменувани прегорените електрични светилки и ќе бидат отстранувани други дефекти на уличното осветлување. Од секторот за комунален развој апелираат до граѓаните да ги пријавуваат настанатите штети. New York Times ја смести Македонија во 52 земји кои треба да се посетат во 2015 година. Манастирите, Охридското езеро, пастрамајлијата, виното, ова се дел од работите кои вреди да се видат и пробаат според најтиражниот американски весник. Македонија дел од 52 земји кои туристите мора да ги посетат во 2015 година според New York Times. Овој престижен американски весник составил цела листа од земји, региони и градови во светот кои оваа година треба да бидат вистински хит меѓу туристите. Македонија според New York Times е следната балканска дестинација. Во текстот објавен во секцијата за патувања, Македонија е представена како земја на амбиентални манастири, земјата на прекрасното Охридско езеро, но и земја за љубителите на авантура. Шарпланина со нејзините услови за планинарење, па и нашата винска индустрија, која според авторот Тим Невил повторно чекори кон врвот благодарение на локалните производители на вино. Невил ги нагласува и традиционалните супи, како и пастремелијата и разновидните пити. Македонија воедно е посочена како едно од малкуте места во светот каде што нема Макдоналдс. В рамките на представувањето на Македонија поставен е и дополнителен линк кој води до објавата на New York Times на нивната специјализирана страница на Facebook наменета за патувања. Во продолжение вестите од светот. По двете антитерористички акции во Париз во кои беа ликвидирани тројца терористи, Франција се уште нема мир. Француската полиција трага по 26 годишната Хајат Бумедиен, соучесничка на напаѓачите. Таа е опишана како вооружена и опасна. Парискиот јавен обвинител Франсоа Молен, објавувајќи детали за синоќешните акции, изјави дека заложникот на браќата Куаши бил слободен неповреден, исто како и 15 заложници од супермаркетот во Париз. Четворицата заложници кои не ја преживеа заложничката криза погинале од оружјето на напаѓачот Кулибали кога упаднал во супермаркетот, а не кога полицијата се обидувала да ги спаси. Обвинителот Молен додал дека уапсени биле 16 лица за кои постои сомнеж дека се поврзани со терористите, а дел од нив биле нивни блиски роднини. По тридневниот терористички хаос која зафати Франција, таа ќе го задржи највисокиот степен на мобилност и будност во поширокиот регион на Париз, изјави министерот за внатрешни работи Казнев. Специјалните сили, полицијата и жандармеријата ќе останат распоредени на витални точки, институции и верски објекти. Дополнителни армиски сили ќе бидат распоредени на утрешниот марш на солидарноста, кога највисоки функционери на Европската унија и лидери на европските земји ќе прошетаат низ улиците на Париз во знак на протест против тероризмот. Американската влада излезе со глобално предупредување при патување на своите граѓани по неодамнешните терористички напади во Франција, Канада и Австралија. Стейт Департментот соопшти дека овие напади без разлика дали се поврзани со терористички групи или со поединци ги потсетуваат американците на потребата да бидат будни, предпазливи и да ја зголемат нивната безбедносна свест. Исто така во соопштението се повикуваат граѓаните да бидат особено внимателни кога се собираат во поголем број на спортски надпревари и туристички атракции. Стейт Департментот предупредува на зголемена веројатност од одмазнички напади против САД и нејзините партнери во борбата против исламската држава во Ирак.
Еден човек загина, најмалку 20 се повредени во верижен судир во американската сојузна држава Мичиген, во кој учествувале 123 возила. Едно од возилата, камион кој превезувал пиротехнички средства, во сударот се запалил. Друг камион што превезувал хемикали исто така се превртел. Поради сообраќајката затворен е автопатот Интерстейт, а граѓаните се повикани да ги напуштат своите домови на тоа подрачје. Полицијата наведува дека видливоста била ограничена поради снегот и маглата. Вториот круг од 6 председателски избори од добивањето на независноста во Хрватска ќе се одржат утре помеѓу кандидатите Иво Јосиповиќ од партијата СДП и Колинда Грабар-Китаровиќ од партијата ХДЗ. На полноќ настапи изборниот молка, избирачките места ќе бидат отворени во 7 часот наутро, а ќе бидат затворени 12 часа подоцна. Право на глас имаат околу 3,8 милиони гласачи и според анкетите кандидатите се во така наречена мртва трка, при што предстојат известни председателски избори во историјата на Хрватска. Ова беше се во денешниот дневник. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.